Присутни се 11 советници. Советот го има потребното мнозинство за одлучување. Согласно член 39 од Законот за локална самоуправа на Република Македонија, ја свикувам 8-та седница на Советот на општина Могила, што ќе се одржи денес на 14.2.2022 година, со почеток во 11 часот. Пред да преминеме на дневниот ред, ги ставам на усвојување записникот од 6-та седница на Советот на општина Могила, одржана на ден 17.1.2022 година, и 7-та вонредна седница на Советот на општина Могила, одржана на ден 11.1.2022 година. Дали некој има забелешки? Доколку никој нема забелешки, повели. Значи, пред овај пат еднаш реагирав, сега пак реагирам, последната точка со советнички прашања во снимката не се клајани. Значи, таа е најбитна точка за да гледа сите, значи тие прашања се нивни, не се мои, а натре во снимката нема. Треба сега наново да ја клајме точката да препрашувам да се снима или што да правиме? Во ред, значи за точката советнички прашања почна да се снима, имаше некои несоодветни изрази и седницата тогаш, ако се сеќавате добро, се прекина. А наредно, секако дека изгласано, советничките прашања ќе се снимаат и ќе бидат објавувани. Кои се тие несоодветни? Кои се несоодветни? За таблата надвор несоодветно е? И одговор немам. Требаше во 2-3 дена или пред седница, бе. Тука ве во записник влезено, одговор немам. Во ред ќе доставиме писмен одговор. Дали некој друг бара забелешки? Доколку никој не бара забелешки, записниците ги ставам на освојување. Кој е за? 10 за. Кој е против? Воздржан 10 за, 1 воздржан. За работа на седница на Советот го предлагам следниот дневен ред. Точка 1. Предлог методологија за определување на критериуми за доделување на финансиска помош на Сдружение на граѓани и фондации од буџетот на општина Могила. Точка 2. Предлог одлука за прифаќање на иницијативата за измена и дополнување на статутот на општина Могила. Точка 3. Предлог статутарна одлука за измена и дополнување на статутот на општина Могила. Точка 4. Предлог заклучок за усвојување на извештајот за извршениот редовен годишен попис во општина Могила за состојба 31.12.2021 година од Централна пописна комисија. Точка 5. Предлог решение за избор на представник во училишен одбор од Основно училиште Гоце Делчев, село Могила. Точка 6. Предлог решение за избор на представник во училишен одбор во Основно училиште Кочо Рацин, село Ивањевци. Точка 7. Предлог решение за избор на представник во училишен одбор во Основно училиште Браќа Миладиновци, село Добрушево. Точка 8. Предлог решение за разрешување и именување на член во управен одбор во меѓуопштинско јавно предпријатие Пела Линк Битола. Точка 9. Предлог решение за разрешување и именување на член во надзорен одбор во меѓуопштинско јавно предпријатие Пела Линк Битола. Точка 10. Предлог одлука за набавка на мобилни телефонски линии. Точка 11. Предлог одлука за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко-планска документација. Дали некој бара дополнување или измена на дневниот ред? Јас предлагам уште две точки, точка 12 и 13, предлог одлука за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко-планска документација. Кој е за овие точки да се стават во денешниот дневен ред? 11 гласа за. Дали некој има забелешки на вака изменатиот дневен ред? Вака изменатиот дневен ред го оставам на гласање. Кој е за? 11 гласа за. Точка 1. Предлог методологија за определување на критериуми за доделување на финансиска помош на Сдружение на граѓани и фондации од буџетот на општина Могила. Комисијата за финанси го разгледа овој предлог и со 3 за го предлага на Советот за гласање. Дали некој бара збор? Повели. Од нашиот клуб Стрела 100.000 денари ги оставаме, бидејќи нема да се надпреваруваме, бидејќи закаснавме со плаќање и немаме други средства за да ја одржиме сезоната околу уште 3.000 евра.
Тие ќе ги оставиме и неќем да се префрлуваат на сметката на Стрела. Ќе ги оставам за патовите во Беранци и исто така сакам да се остат и уште од една ставка, а тоа е од денот на општината, бидејќи тука само можеме да положиме цвеќина во вакво кризно време и тие 100.000 денари да ги пуштиме во Беранци, а има уште од 2-3 точки доколку се сложите. Значи за турнирот не се потребни пари, таму си плаќаат екипите и така нешто младинско лето, нешто ако има нешто некои средства за тоа да се остат сите за да му се поможи со тампонирање на селата, нарочито во Беранци каде што 6 улици или пола село е оставено во кал. Идејата ти е одлична. Во наредниот период ќе се распиши за набавка за тампон, ќе се тампонираат улиците, да видиме појасни, да не ги ставаме гласачите или жителите во конфузија, бидејќи нафрле многу точки, треба да бидеш јасен, значи ќе се тампонира во народен период, за скоро ќе биде распишана јавна набавка за тампонирање, може да кажеш предлог тие 100.000 денари кои му следуваја на Стрела, во наредниот период ќе ви одговориме позитивно, па вие ќе вратите каде сакате да се пренаменат, така да мешањето ставки може секоја посебно да се разгледа за наредната седмица. За ова како предлог, сакате денес само за Стрела и наредна седмица да се разгледаат сите и да ги предложи сите советници да видат за што точно се работи, бидејќи нафрлани се многу работи наеднаш. Вие може да одлучувате по барањето на Стрела, како ќе постапите. За касно не е касно за оплатеност, значи со Федерацијата сме во контакт, со Сојузот сме во контакт, така да ако е ваша одлуката да не се надпреварувате, треба да кажете јасно дека ваша одлуката да не се надпреварувате, а не да се префрла топката меѓу редови дека е закаснало со префрлување. Како што гледате, како што се касни во се во наплатата, како што се каснат сите доспеани рати кон доверители, во четвртокот стигна извршна наплата од 2,5 милиони денари, така да бидеме малце по-конкретни, да не ствараме нејасноти кај жителите. Вас ви следуваат 100.000 денари, доколку одлучите да ги донирате, навремено ќе бидат префрлени сите, барањата не се достигнати од сите надпреварувачи, од сите спортски клубови. Конкретно овој предлог еден нема допирна точка со спортските клубови, овие се здруженија и регенси фондација за спортските клубови, мислам дека одлучивме со барање, правничка. Да, со барање така по метод точно. Мислам дека наредниот, ако сакате конкретно за општина, за ФК Стрела могло да кажете каде да ги донират тие 100.000 денари или да ги отстапите или нареден совет да одлучиме сите каде ви ги донирале. А за тампонирање, по наредниот период се распишува јавна набавка за тампон, градежни активности во овие 2-3 месеци видовте заради снегот и мразот и калта не може да се тампонира, поготово во такви места, но во наредниот период е планирано. Зато да бидеме јасни, да не ставаме, да не ги мешаме работите. Значи, општинската администрација ќе ги спреми документите, ние како совет ќе ги разгледаме и ќе изгласаме за пренамената. И јас исто така сакав да спомнам дека уште на втората седница во програмите за работа беше предвидено тампонирање на улиците во населените места и во планот за јавни набавки е предвидено тампонирање, значи иницијативата беше како на градоначалникот, така и од сите советници. Можам да извинувам ако што влегувам во збор, но блокиран беше и системот за јавни набавки, што сме должни и кон оние кои го одржуваат системот. Значи да сакавме порано да распишеме, блокиран ни е системот за јавни набавки. Значи до таму сме заглавени. Не сакам во детали да влегам во колку сме буквално неред и хаос оставени. Системот за јавни набавки не функционира. Да, прекорачен е тендер за кој ќе се сноси одговорност, се спремат документите и системот за јавни набавки е блокиран за да го набавиме, за да распишеме тендер за тампонирање. И влечиме гнев кај жителите со некои ситни објави,
на сред зима дека треба да тампонираме, а сме биле 4 години на позиција, не сте кренале глас, ништо, сега не сакам да поентираме ниско кај граѓаните и жителите. Нема да биде се преку ноќ, дефинитивно нема да биде се преку ноќ, мора еднаш да влеземе од овој хаос, да влеземе балем во колосек. Пред 3-4 дена дојдовте, ги баравте вашите палушали од 6 месеци, кои се ваши пари, но ние не сме во можност навремено да ги исплаќаме. Така да 30 и кусуро фирми или изведувачи поминаја во првиот месец и пол, каде што се ги бараат средствата. Некои наплатија со извршно, некои сега пуштаат преку нотар за наплата. Значи, буквално не можеме да влеземе во колосек од старите долгови. И пак ја кажам, најдобро намерно да не ги носиме луѓето, жителите во заблуда. Како во Беранци, ево јас дадов збор и во кампања дека Беранци, Вашерица и Српци позициите кај што видов, дека е кал до колена, дека ќе се тампонира, бидејќи беше есен и сега е слична ситуацијата после водата, после снегот и мразот. А не можеме да манипулираме и да влегваме во гнев, расправи меѓусебни и слично. Дајте простор, прво да влеземе, да видиме што се случува, ништо нема да биде преку ден, преку ноќ. Проблемите се наталожиле, нема да ги решиме наеднаш. Ако имаме ние честна намера и сите се испочитуваме меѓу себе, да не се буквално имаше лични навреди овде меѓу колегите ваши, ако ви е добра намерата, ќе направиме нешто. Ако не, мислам дека само ќе влегуваме во расправи. И уште еднаш ќе потенцирам, средствата за сите спортски клубови ќе бидат обезбедени, ќе бидат можеби плаќани на рати или ама никој нема да биде одбијан. Да не дојде до разбирање, бидејќи како што го разбра Борче, за тоцниле со уплата. Не е за доцнато. Ако имате одлука, ќе кажете наредниот пат каде да се донира точно и заедно сите ќе одлучите. Тој ќе биде предлогот, сите заедно ќе одлучите. Благодарам. Дали некој друг бара збор во врска со точка 1? Јас имам една замерка со случката со Борче со парите. Значи, доколку не сака да се надпреваруваат, а пари, мислам, му немаме ние префрлено, Стрела не е фактор да донира пари. Значи, тие пари не се нивни веќе кои се откажуваат. И нема тие што да кажуваат каде се донира парите. Тие пари се општински и со тие пари ќе кажеме кај ѓават. А ФК Стрела не е фактор да донира. Прво, ако има ФК Стрела нивни пари, нека донира кај сака, ако се откажале дуго. А ние да му дајме парите, а тие да излезат после донира некаде, тоа не е уред. Толку. Благодарам. Дали друг бара збор? Точка 1 ја ставам на гласање. Кој е за? Предлогот е усвоен едногласно. Точка 2. Предлог одлука за прифаќање на иницијатива за измена и дополнување на статутот на општина Могила и точка 3. Предлог статутарна одлука за измена и дополнување на статутот на општина Могила. За овие три точки предлагам да се расправа заедно, бидејќи се сродни. Кој е за предлогот? Предлогот едногласно е усвоен. Известителот од Комисијата за статут и прописи да земе збор. Комисијата за статут ги разгледа материјалите од точките 2 и 3 и со 3 гласа истите ги предлага за гласање. Благодарам. Сега за гласање прво точка 2. Предлог одлука за прифаќање на иницијатива за измена и дополнување на статутот на општина Могила. Кој е за? Точка 9 гласа за, 8 за, кој е против, воздржан и 3 воздржани. Точка 3. Предлог статутарна одлука за измена и дополнување на статутот на општина Могила. Кој е за? 8 гласа за, против, воздржани и 3 воздржани.
Точка 4. Предлог заклучок за усвојување на извештајот за извршениот редовен годишен попис во општина Могила со состојба 31.12.2021 година од Централна пописна комисија. Комисијата за финансии и локален економски развој ги разгледа материјалите во врска со овој предлог, истите со 3 гласа за ги предлага за расправа на Советот. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, точка 4 ја ставам на гласање, кој е за. Точка 4 е едногласно усвоена. Точка број 5. Предлог решение за избор на представник во училишен одбор во Основно училиште Гоце Делчев село Могила. Точка 6. Предлог решение за избор на представник во училишен одбор во Основно училиште Кочо Рацин Ивањевци. И предлог 7. Решение за избор на представник во училишниот одбор во Основно училиште Браќа Миладиновци село Добрушево. Исто така, бидејќи овие точки се сродни, предлагам да расправаме заедно. Кој е за предлогот? Предлогот е усвоен едногласно. Го повикувам известителот од Комисијата за верификација да ги достави предлозите. Комисијата за верификација се состана со 2 гласа за и 1 воздржан. За представник во училишен одбор во ОУ Гоце Делчев село Могила го предлага Кире Николовски од село Могила. За представник во ОУ Браќа Миладиновци село Добрушево го предлага Николче Илиевски. И за представник во ОУ Кочо Рацин село Ивањевци го предлага Оливер Риштевски. Благодарам. Дали некој бара збор? Повелете. Не знам дали може Кире Николовски да извршува 2 функции, значи... Не е функција. Молим? Значи, мислам дека не сме. Сега не знам, пак да се преиспитате вие сами. Еве, тука има правник, пошто Кире е сега во општина, тука во комуналното директор, не знам дали може и таа функција. Поред. Андреја Павели. Вака, значи јас имам прашање до градоначалникот, пошто гледам се менуваат сите членови во училишните одбори во 3 училишта, па еве конкретно сакам да прашам за Добрушево. Дали на постоечкиот му е завршен мандатот и ако не му е, зошто се прави ова? Мандатот ќе видиме дали му е или не му е завршен. Стварно немам податок за нито еден од тројцата, бидејќи не го предлагам дневниот ред. Го прифатив и мислам дека треба да видиме дали му се истечени мандатите и конкретно за Добрушево ќе го разгледаме. Градоначалник, јас ја имам одлуката, еве, може да ја видите, можем и да ја прочитам. Супер. Значи, сегашниот член има мандат и му истекува на 12 август 2023 година и ќе ве молам ова да ми го објасните. Добро, дали може одлуката да ја доставите да ја разгледаме само? Благодариме за ова, доколку ќе го разгледаме, ако Само има... да дополнам, ако може. Повели. Поради незаконски, советниците од СДСМ нема да гласат на оваа точка и ќе останат воздржани. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Точка 5. Предлог решение за избор на представник во училишен одбор Основно училиште Гоце Делчев село Могила. Ја ставам на гласање. Кој е за? 8 гласа за. Кој е против? Кој е воздржан? И 3 воздржани. 6. Предлог решение за избор на представник во училишен одбор Основно училиште Кочо Рацин село Ивањевци. Кој е за?
8 гласа за, против, воздржани 3. Предлог решение за избор на представник во училишен одбор во Основно училиште Браќа Миладиновци, село Добрушево. Кој е за? 8 гласа за, 3 против, воздржани, 3 воздржани. Значи за предлогот за Добрушево ќе го разгледаме. Општинската администрација ќе ни ги достави документите и потоа ќе видиме. Точка 8. Предлог решение за разрешување и именување на член во управен одбор во меѓуопштинско јавно предпријатие Пела Линк Битола. И точка 9. Предлог решение за разрешување и именување на член во надзорен одбор во меѓуопштинско јавно предпријатие Пела Линк Битола. Овие точки предлагам да се расправаат заеднички. Кој е за предлогот? Предлогот е усвоен едногласно. Известителот од Комисијата за верификација да земе спор. Комисијата за верификација се состана со 2 гласа за и 1 воздржан. За член на управен одбор го предлага Васко Карадиновски, а за член на надзорен одбор го предлага Дарко Митревски. Благодарам. Дали некој бара збор? Повели. Дали мандатот на постоечките членови на управен и надзорен на регионалното предпријатие ме заврши? Ги разрешуваме. Секако не е во функција. А по кој основ се разрешени? Документите ќе треба да ги разгледаме заедно со правничките кои што ни ги доставија овие предлози од општината и ќе бидете известени. Бидејќи знам дека претходниот совет, кога се формираше предпријатието за превоз, беа избрани од претходниот совет пред не цела година, по кој закон ние именуваме и диригираме други членови. Благодарам, ќе ги разгледаме предлозите, ќе ги провериме документите. Дали друг бара збор? Повели. Како ги разрешувате ако не ви се прегледани? Досегашните. Советот ги донесува одлуките врз основа на документите кои што му ги доставува општинската администрација. Дали друг бара збор? Повелете. Па да дајме 15 минути пауза, нека се видат документите, па да знаеме што да правиме. Дали имаме право или немаме. Ако имаме, да разрешиме. Ако немаме, нека се проверат документите и ќе се вратиме и ќе ни кажите. Во ред пауза 5 минути.